Јавното предпријатие за државни патишта ќе бара соодветно решение за приклучок од новиот експресен пат за жителите на селото Тракање, како и за вработените во компанијата Амфенол Технолоджи Македонија и за другите објекти кои гравитираат во овој дел од општина Кочани. Пред околу 2 месеца жителите изразија јавно незадоволство од изработеното сообраќајно решение и проблемите со кои во иднина би се соочувале по реализацијата на градежните работи на експресниот пат на делницата од Кочани кон Крупиште. Реагираа затоа што пристапот до населбата би бил отежнат, а приклучувањето на ново изградената инфраструктура во иднина би било проблематично поради потребата да се заобиколуваат неколку километри за да може да се вози по експресната коловозна лента. Тогаш жителите оценија дека се направени пропусти во проектната документација уште при планирањето на трасата по која поминува експресниот пат, а што се согледуваат дури сега, откако поголем дел од работите се веќе завршени на терен. Забелешките на жителите на Тракање беа изнесени и на една од седниците на Советот на општина Кочани, како советничко прашање со барање локалната самоуправа да реагира до надлежните државни органи за да се најде соодветно решение. На последната 12-та седница на Советот беше искажано позитивно мислење за барањето на жителите. Сакам да ја искажам спремноста на јавното предпријатие за државни патишта и надзорниот орган за барањата кои ги упатуваме како општина во делот на овозможување решение на пристап до компанијата Амфенол, која пристап и излез од самата компанија и останатите објекти стопански и индивидуални кои гравитираат на овој потек, во делот на пристапот и излезот од истата релација или локација, и дека наидовме на разбирање од страна и на надзорниот орган и од јавното предпријатие со што го прифатија предлогот на стручните служби од општина Кочани во делот на стационирањето на новиот подвозник што треба да изгради и треба да овозможи пристап на тешки товарни возила и автобуси за транспорт на вработените од Амфенол и пристап до сите останати објекти кои гравитираат во тој потек и пред се пристап до жителите на Тракање кои би го користеле тој подвозник. Слични реакции со барања за соодветен пристап до експресниот пат минатата година имаа и земјоделци од селата Спанчево, Соколарци и Бања, кои дури излегуваа и на протести затоа што со изградбата на експресниот пат Штип Кочани не им беше обезбеден пристап до нивите. Со тоа тие остануваат одсечени по комплетирањето на новата сообраќајна врска. И покрај инсистирањата на земјоделците не се најде соодветно решение. Локалната самоуправа на Кочани ја почнува овогодишната кампања за уништување на комарците со авионски третман. В петок, на 3 јуни, во периодот меѓу 5 и 8 часот наутро, стручни екипи од Друштвото за авиоуслуги Бониер од Куманово ќе ја спроведат првата фаза од авионското прскање против комарците во Кочанско. Авиотретирањето ќе се врши со еколошко средство за уништување на комарците, широкопојасен инсектицид, што е одобрен од Бирото за лекови. Со авиотретманот ќе бидат опфатени површини во градското подречје на Кочани, како и во низинските села што припаѓаат на територијата на општината. Граѓаните кои одгледуваат пчели потребно е да ги преземат потребните заштитни мерки за време и после третирањето на целото подрачје. Доколку има несоодветни временски услови, односно врнежи од дожд и силен ветер, третирањето против комарците ќе се одложи за следниот поволен ден. Превентивната систематска дезинсекција на територијата на општина Кочани се презема согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, како општа противепидемиска мерка. Под мотото "Подобра иднина за секое дете" во библиотеката Искра се одржа стручно предавање и едукација со кое се одбележа 1 јуни меѓународниот ден на детето. На настанот на кој присуствуваа ученици од основното и средното образование како и други гости, стана збор за правата на децата, за начинот на кој тие се нарушуваат и можностите тоа да се превенира. Преку практични примери беше објаснето кои се законските права што ги имаат најмладите и како тие треба да се заштитат. Овој ден за прв пат е донесена одлука да се одбележува во август 1925 година на конференцијата за детска благосостојба одржана во Женева.
Библиотеката е вклучена во овој настан, бидејќи децата се најголемите наши читатели и бидејќи е вклучена во агендата 2030. Во денешната манифестација учествуваат ученици од Основното училиште Крсте Петков Мисирков, од Основното училиште Синиша Стоилов и ученици од Средното општинско училиште Љупчо Сантов. На предавањето пред присутните зборуваа психологот Александра Соколова од Основното училиште Синиша Стоилов од Зрновци, како и врсничкиот едукатор или матеничарски од Општинскиот Црвен крст од Кочани. При тоа подетално стана збор за видовите насилство, особено меѓу самите ученици, но и во средината во која тие живеат. Во реализацијата на настанот се вклучија и врсничките едукатори Никола Малешевски, Љупка Јорданова и Ивона Тодорова од Средното општинско училиште Љупчо Сантов, кои работат под менторство на професорот Александар Михајлов. Две лица од Облешево заработија кривични пријави од полицијата. Причина за тоа е што биле затекнати додека со огнено оружје ловеле дивеч во период додека имало ловостој. Според информацијата од надворешната канцеларија за криминалистички работи од Кочани, поднесена е кривична пријава против ДЈ и АМ од Облешево. Против нив постои основи на сомнение дека сториле кривично дело незаконит лов. На 26 септември минатата година пријавените лица неовластено ловеле во време на забрана за лов и тоа на местото викано Кенефрит во атарот на село Спанчево. Од лицата против кои е поднесена кривична пријава, одземени се две парчиња еднострелно долгоогнено оружје, и тоа пушка Бајкал калибар 12 ГА и застава М75 калибар 12 ГА. Исто така, одземено е и репетирачко долгоогнено оружје застава М70 со калибар 30.06 и две дозволи за оружје. Жителите на Мородвис конечно добиваат постојано водоснабдување со доволни количини вода и динамика на испорака. Според известувањето од локалната самоуправа на Зрновци, за прв пат во Мородвис е инсталиран систем за хемиско и бактериолошко третирање на водата. Со тоа ќе се добива исправна вода за пиење според пропишаните стандарди за домакинствата. По предходно преземените градежни зафати и активности, односно пробивањето на планинскиот пат, ископите и новите водоводни инсталации, на досегашното водоснабдување од половина литар во секунда, за Мородвис е овозможено водоснабдување на постоечкиот резервоар со дополнителни 6 литри вода во секунда. Со тоа е обезбеден капацитет што би снабдувал уште едно село со големина како Мородвис. За целосната реализација на овие зафати од локалната самоуправа на Зрновци упатуваат благодарност до вработените во комуналното предпријатие Водна кула, како и до компанијата Фонтана Фреда Доел. Комуналното предпријатие Водовод објави нова јавна набавка за услугата за надоместокот за паркирање со СМС пораки. Ваквата активност доаѓа по истекувањето на 6-месечниот период од договорот со предходниот давател Terra Communications од Скопје, која досега ја обезбедуваше истата услуга. До 7 јуни трае рокот за пријавување на заинтересираните оператори на јавниот тендер за избор на давател на услугата за наплата на паркирање со СМС пораки. Покрај лицата на платувачи кои на лице место издаваат фискални сметки, наплатата на таксата ќе продолжи да се реализира и преку мобилен телефон. Со тоа треба да се овозможи поголема ефикасност во прибирањето на средствата и да се избегнат ситуации во кои возачите чекаат за да платат за услугата, што се покажа како позитивно искуство во градовите каде таквиот начин се применува. Комуналното предпријатие Водовод, под чија надлежност е јавниот паркинг простор во градот, со тендерската постапка предвидува да потроши 300.000 денари за период од една година или се до исцрпување на планираните средства. Обврска на давателот на услугата е да обезбеди наплата на таксата за паркирање од сите мобилни оператори во државата, при што плаќањето да може да се контролира преку 3 уреди со специјална намена за услугата. Исто така, треба да се изработи и база на податоци за регистрирани и наплатени паркирања, да се обезбеди софтвер за проверка и контрола на плаќањето со СМС пораки, како и софтвер за продолжување на времето за паркирање. Освен тоа, од давателот на услугата се бара да обезбеди скратен телефонски број, што ќе се користи за испраќање порака и тој да важи за сите мобилни оператори.
Дополнително, фирмата со која ќе се склучи договорот треба да изработи компјутерски дизајнирани информативни табли и да направи обука на персоналот што ќе работи на проверка на услугата. Наплатата со SMS пораки беше воведена пред неколку години, откако во Кочани почна да се плаќа на доместок за паркирање, со кој беа опфатени 240 паркинг места во централното градско подрачје. Наплатата за паркирање во зимскиот период трае од 9 до 22, а во летниот од 8 до 24 часот, додека во неделите и за време на празници паркирањето е бесплатно. При тоа останува наплатата за паркирање со лица наплатувачи, што ќе го организира комуналното претпријатие Водовод.